26 јули 2017 година, термин за вестите на КТВ телевизија. Владата ги започна подготовките за воведување на ефтина дневна тарифа на струја за домакинствата. На вчерашната седница владата усвоила информација во врска со воведувањето ефтина дневна тарифа на електрична енергија за домакинствата, што беше едно од предизборните ветувања на СДСМ. Следниот чекор ќе биде подготвување владина препорака до Регулаторната комисија за енергетика веднаш да одржи работен состанок со представници на ЕВА на Македонија АД Скопје, Министерството за економија и на кабинетот на вице-премиерот Кочо Ангјушев и во рок од 7 дена да подготви анализа за повторно воведување на дневната ефтина тарифа на електрична енергија за домакинствата и за измена на тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домакинствата и на мали потрошувачи. Владата на Република Македонија е убедена дека со оваа одлука ќе се направи голем чекор кон подобрување на економската состојба на граѓаните на Република Македонија, а истовремено ќе се поттикне домакинско работење во јавните предпријатија, стои во владиното соопштение. Трактор го прегазил 54 годишниот БС, жител на селото Трстеник, Росоманско, додека изведувал земјоделски работи во текот на вчерашниот ден, информираа од МВР. Во полицијата несреќата ја пријавиле од здравствен дом Кавадарци околу 10 часот и 30 минути вчера, а истата се случила во Лозов насад на АД Гоце Делчев. На повредениот лекарска помош најпрво му било укажана во Кавадаречката болница, а поради тешките повреди бил пренесен во Скопскиот клинички центар. Ставена во функција новата фонтана на градскиот плоштад во Неготино. Изминатиот викенд да Неготино доби уште едно прекрасно обележје сместено во централното градско подрачје. Обележје кое во овие жешки летни денови му дава посебен шмек на градот. Имено во функција беше ставена новоизградената фонтана, лоцирана на градскиот плоштад, на местото на старата, а истата уште при самата изградба и со самото започнување со функционирање ги свртува и ги мами погледите на граѓаните минувачи. Речи си да нема жител или добронамерник кој поминува покрај фонтаната, а да не застане и да ја разгледа истата. Разбирливо, најрадосни се најмладите, кои заедно со своите родители, роднини и пријатели со љубопитност го гледаат и следат работењето на фонтаната заедно со сите нејзини придружни елементи, меѓу кои секако доминираат млазивите вода и светлосните уреди кои доаѓаат до израз во ноќните часови. Според градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов, новата фонтана е атракција и едно ново и модерно обележје на градот, додавајќи дека потрошувачката на вода за нејзино работење е минимална и изнесува 5 метри кубни во текот на еден цел месец. Паралелно со ставањето во функција на фонтаната, општина Неготино продолжува со реализирање на проекти за подобрување на водоснабдувањето, што впрочем градоначалникот Апостолов го работи и во изминатите 4 години, со напомена дека активностите ќе продолжат и во наредниот период. Од утре до 6 август на армискиот полигон Кривола ќе се извршуваат боеви вежбовни активности. Од командата на армиски полигон Кривола им соопштуваат на местното население од општините кои гравитираат околу полигонот дека од утре до 6 август годинава во реоните на Брест, Кршковица, Мушанци, Голема Страна, Каша и Тубре, Белкамен, Козарник, Джидимирци, Читаклија, Кукулци, Караоджали, Хаджа Хамзали, Кавлик, Алајка, Куртепе, Штраклево и Јанешево ќе се извршуваат вежбовни боеви активности. Во наведениот период се забранува секакво движење и предстои на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторни возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот.
доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат и за тоа да се известат надлежните органи од командата на полигон Криволак или СВР Штип, полициски станици од општа надлежност Неготино, Кавадарци или Градско. Вежбалиштата на кои ќе се извршуваат планираните активности ќе бидат видно обележани согласно законските прописи во армијата на Република Македонија, како и обезбедени со физичко обезбедување, се вели во известувањето од командата на гарнизон Криволак. Еколошкото друштво Екоживот од Кавадарци одбележува 7 години од постоењето. Екологисти од Кавадарци учеа да градат куќа од еколошки материјали во рамки на меѓународниот проект во Србија. Ова беше меѓу другото истакнато на одбележувањето на 7 години од постоењето на еколошкото друштво Екоживот од Кавадарци. Споделувајќи ги искуствата со останатите членови на регионалниот еколошки центар, член на Движењето на екологистите на Македонија, Славица Саздовска говореше за значењето на еколошките куќи кои стануваат тренд во светот. Освен неа, во изградбата на екокуќата свое учество зедоа и Сара Саздовска и Сузана Плачкова, архитект, која проговори за атрактивната куќа од стручен аспект, задржувајќи се на материјалите и начинот на градба. Председателот на Екоживот Роберто Паризов изрази надеж за зголемување на квалитетот на јавната свест за еколошките тематики и затоа рече се бираат вакви проекти. Владимир Маневски беше еден од представниците на проектот за редуцирање, реупотреба и рециклирање на општествените добра кој се реализираше во Романија. Александар Тефов, како еден од учесниците во проектот Енергијата на природата, информираше за активностите во Хрватска и настанот на македонските представници со изградба на соларен колектор за топла вода. Паризов го најави следниот меѓународен еколошки проект на кој ќе учествуваат, а ќе се реализира во Турција. Тој нагласи дека изминатите години зад нив стојат голем број на еколошки акции, семинари, едукации, работилници, учество на општински, државни и меѓународни активности, како и соработка со училиштата. Екологијата е главен двигател за зачувување и подобрување на човековата околина, како и подигнување на јавната свест, додаде Паризов. Од културата, утре 2 паралелни уметнички настани во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе. Утре вечер, четврток, 27 јули, со почеток од 20 часот, во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци, ќе се одржат 2 паралелни уметнички настани. Еден од нив е рециталот на пијано на Огненка Герасимовска Димитровска. Таа пред кавадаречката публика ќе се представи со дела од Јоханес Брамс и од Клод Дебиси. Паралелно со овој концерт ќе биде отварањето на меѓународната изложба на уметнички фотографии насловена како Музејско богатство. На изложбата на уметнички фотографии ќе се представат автори од Косово, Албанија, Франција, Германија, Македонија и Грција. Еве убава можност за кавадаречките љубители на уметноста да го посетат овој настан и да уживаат во музиката и фотографиите. Ништо од акцијата за средување и чистење на градскиот стадион во Кавадарци. Деталите во прилогот на колегата Мики Виденовиќ. Една недела не немаше овде на градскиот стадион. Значи точно недела. Бевме минатиот четврток, еве не денеска среда, среќен ден. Најавите беа гламурозни. Ќе се средува, ќе се чисти, ќе се дотерува градскиот стадион. Меѓутоа, онака како што го оставивме градскиот стадион минатиот четврток, денеска го наоѓаме во исто такво издание. Не е чепнато ништо. Ај ќе тргнеме поред. Ако онаа трибина позад мене е исток, тогаш оваа трибина десно од мене е север. А северната трибина може да забележите дека обраснува лека полека се повеќе во трева. Треба да се исчисти, треба да се искоси или што знам да се попраска тоа за да не расте повеќе тревата. Значи треба да се подготви стадионот за гледачите кои што би доаѓале. Трибината позад мене, источната. Лозарите, да, лозарите, меѓутоа треба да сватите дека и лозарите се луѓе со работни обврски,
мора да одат на работа и не можат тие кога сакаат да се ослободуваат, може би, реков, лозарите е доволно да се соберат една ден, тоа е армија на навивачи и тие многу лесно може да го средат. Меѓутоа потребна е и механизација за да се исчисти она позад мене. Значи треба да се исечат дрвата, да се искорни тревата, да се среди трибината, односно просторот за седење или стоење, како и да е. А за јужната трибина, да не говорам. Јужната трибина, џунгла. Што друго да ви кажам? Имаше најаве дека можеби ќе се вклучи механизација, да се спушти земјата од озгора на надоле, па доколку може да се направи уште некој ред земјени скали. Меѓутоа, ништо од кажаното, ништо од ветеното. Дали ќе се среди, како ќе се среди, останува времето да покаже. Јас се надевам дека до почетокот на сезоната тоа ќе се среди, а познавајќи го Македончето и оваа наша чудесна земја Македонија, сето тоа ќе го правиме во 5 до 12. Променливо облачно со сончеви периоди, попладне со локален пороен дожд и ретки грмежи, особено во северните и западните делови. Ке дува умерен до засилен северозападен ветер, УВ индекс 6, температура до 28 степени. Со прогнозата за утре го завршуваме ова издание на вестите. Имајте секое добро со нашата програма.